Од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ бараат претседателката на Комисијата за финансирање и буџет Сања Лукаревска хитно да свика продолжување на седницата на ова собраниско тело, на чиј дневен ред е предложениот заем од 260 милиони евра. Велат дека веќе упатиле допис до неа и дека согласно деловникот е обврзана да свика седница, доколку тоа го побара 1/3 од членовите на комисијата. Потенцираат дека рокот истекува денеска во 18 часот, пошто ќе побараат од спикерот Гаши тој да ја свика седницата. Им порачуваме дека пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ заедно со коалицијата нема да дозволи СДСМ и Венко Филипче да го држат собранието во заложништво, а со тоа да ги стават во прашање инвестициите и развојот. Ако продолжат со неодговорното однесување, нашата должност кон граѓаните и државата ќе биде да ги употребиме деловничките алатки и да ја деблокираме работата на комисијата. Доколку претседателката одбие да ја закаже, тогаш најверојатно претседателот на собранието ќе ја закаже и ќе делегира еден од пратениците кои што се членови да продолжат да ја водат комисијата. Од опозицијската СДСМ порачуваат дека нема да дозволат нови задолжувања. Според нив заемот нема да се користи за развој на државата, туку за нови тендери кои ќе се делат во ВМРО-ДПМНЕ, а долгот ќе треба да го враќаат идните генерации. Претседателката на комисијата Лукаревска пак во само вистина посочи дека не станува збор за блокирање на работата на комисијата, туку дека таа била прекината поради низата забелешки околу точките на дневниот ред и дека планира да свика нејзино продолжување. Првата точка беше фискалната стратегија, втората беше за задолжувањето. Врз основа на тоа колегите од ВМРО-ДПМНЕ побара измена на дневниот ред. Имаше одредена дебата преку процедурални забелешки, со тоа ја прекинавме седницата. Не станува збор за блокада, напротив, ги известив и членовите и замениците членови на комисијата дека ќе добијат информација кога ќе продолжи комисијата со својата работа. Новиот заем од 260 милиони евра според владата се зема за вложување во капитални инвестиции и сервисирање на обврски од буџетот. Државата се задолжува кај конзорциум од 8 меѓународни банки, а рокот на отплата е 7 години, од кои 3 се грејс период.